Тоа е работа на премиерот Заев. Јас верувам во неговото политичко искуство, проценка, така да тој најдобро знае кој треба да биде во неговиот тим. Јас сум целосно задоволен од работата, товарот кој што го понесува и од реформите кои што се направени. Ако ги гледате, еве само неколку аспекти. Значително е подобрено управувањето со јавниот долг, значи по различни параметри. Ако сакате да гледате по клучниот, нивото на долгот како процент на БДП е намален во поглед на тоа што сме наследиле. Потоа направивме многу важни реформи, како што е даночна реформа, пензиска реформа, беше спроведена фискална транспарентност. Ако предходно меѓународни институции земјава велеа дека нема транспарентност, сега сите признаваат дека сме направиле и обезбедиле фискална транспарентност. Потоа направивме голема реформа во поглед на јавните набавки. Ги поддржавме општините, поставивме фискално правило кај општините и редица други важни промени во системот на јавни финансии и сме посветени на оваа патека. Како министер јас сум задоволен бидејќи промените кои што ги правиме не се адхок, туку се дел од програмата за управување за реформи во управувањето со јавните финансии, која што е 2019-2022 година и која што е во соработка со ЕУ. Таа има 7 клучни приоритети, се ова што набројав е дел од некои од тие приоритети, апсолутно сме посветени да продолжиме натаму. Јас го поддржувам председателот Заев во однос на целата таа постапка која што се најавува, заради тоа што навистина сметам дека треба да има и реконструкција, меѓутоа треба да има и смена на одредени кадри врз основа на критериуми кои што ќе бидат утврдени врз основа на ангажманите, на работата и така натаму. И сакам и вас да ви информирам јавноста дека воопшто со тоа не сум засегнат. Јас работам и сега како и првиот ден, доколку се донесе таква одлука, да знаете дека мојата судбина не може да биде поважна од судбината на сите луѓе во државата. И така треба да се однесуваат секој од функционерите. Видете, мислам дека тоа прашање е исклучиво во ингеренциите на премиерот и не би си земал слобода да го дискутирам. Тоа е несериозно било кој друг да дава одговор на тоа прашање. Чест е да се биде член на владата, но исто така е и напор. Јас можам слободно да ви кажам дека сите тие кои што заземале државни функции треба да бидат свесни дека еден ден тие ќе ги напуштат. А и добро е да ги напуштат, пошто и не е баш така лесно да се биде во влада. Јас комплетно сум релаксиран од тоа прашање и тоа е прашање исклучиво во делот на ингеренциите на премиерот и повторно ќе ви кажам, мислам дека е несериозно било кој друг да даде одговор на истото.